Невнимание, непочитување на процедурите и прописите, замор, мобинг, преголема самоувереност, отсуство на обука. Ова се само дел од причините зошто се случуваат повреди на работното место. Минатата година, според извештајот на Македонското здружение за заштита при работа, во Македонија се случиле 158 несреќи при работа, од кои 24 случаи со фатални последици. Според извештајот на Институтот за јавно здравје, минатата година во Македонија се случиле 1111 повреди и 2 фатални случаи. Во 5 од случаите станувало збор за жени. Шивачката била вработена прво на работното место шивачка на машина, а потоа била распоредена на машина дрикерка, која служела за ставање копчиња на облеката. Машината на која работела била произведена во 1982 година. Дента била на работа во прва смена, а работното време траело од 7 до 15 часот. По устна наредба на управителот, таа требало да продолжи со работа и по 15 часот, бидејќи се работело за извоз на стока и било потребно да се заврши работата. Во 17 часот требаше да одам на родителска средба. Отидов. Во 18:45 минути пак се вратив и продолжив со работа. Во еден момент, во 20:45 минути, поради невнимание и заморност, направив грешка во фазата, кога со средниот прст од десната рака го поставував дрикерот. Во тој миг, со ногата притиснав на папучата, со што го покренав горниот дел од алатот надолу и со тоа ми беше пресечен прстот, средниот прст од десната рака. Ме фати паника. А ги фати паника и сите жени што работеа околу мене. Станува збор за очигледен пример на замор. Да, и не само тоа. Критичниот ден. Жената немала никаков одмор, ниту пак сопственикот и обезбедил дневен оброк за тој ден. Управителот не составил и не дал изјава за безбедност при работа, за која што имал обврска со закон за заштита при работа. Исто така, не дал заштитни средства, иако тоа можел да го направи, и дал устен налог да продолжи со работа до завршувањето на процесот со поставување на дрикери на претходно изработените текстилни производи за да стасаат за извоз. Потоа ме однесоа во болница во Охрид и ми дадоа прва помош. Од извршените вештачиња беа утврдени интензитетот и време траењето на физичката болка, на претрпениот страв, на душевната болка поради намаленоста на физичката активност и награденоста. Секоја минута поради повреда на работа или професионална болест умираат 4 работници, што представува вкупно 2,2 милиони регистрирани смртни случаи годишно во светот. Околу 1,7 милиони од овие смртни случаи се поради професионални болести и околу 350.000 поради повреди на работа. Во Европската Унија на секој 3,5 минути умира по еден работник поради причини што се поврзани токму со работата. Денес воопшто не би се двоумела да одбијам двосменско работење. Но не можам времето да го вратам назад.